Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, 7 минути по 11 часот, понеделник, термин резервиран за политичкиот магазин Форум. Јас сум Бојана Димитриевска. Председателот на Собранието Талат Џафери денеска треба да ги собере партиите за да разговараат за локалните избори. Мандатот на градоначалниците истекува, па општините практично ќе бидат блокирани. Состојбата уште повеќе се усложни откако Уставниот суд ја отфрли иницијативата тој да им го продолжи мандатот на градоначалниците и укажа дека решението треба да го бара Собранието. Токму затоа партиите што се дел од Собранието мора да најдат решение за овој проблем. Она што прво мора да го направат е да го изменат членот од изборниот законник, каде што стои дека изборите мора да се одржат во првата половина на мај. Спорен е и законот за локална самоуправа, каде што пишува дека мандатот на градоначалниците и советите трае 4 години. Според информациите кои се појавија во јавноста, ВМРО-ДПМН нема да учествува на денешната координација кај Џафери. Минатата недела пратениците од оваа партија предложија 3 термини, но при тоа никој се уште не се изјаснил во однос на термините кои ги предложи ВМРО-ДПМН, иако според она што го соопшти лидерот на СДСМ Зоран Заев, неговите предлози не се поклопуваат со оние на ВМРО-ДПМН. За целата ситуација, пред се за блокадата на локалната самоуправа, но и за она што ќе се случува во парламентот и актуелните случувања на политичката сцена во Македонија, денеска анализираме со политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до вашите слушатели. Даштевски, практично, како што кажав, од денеска се блокирани и општините и општинските совети. Многу потреби кои ги имаат граѓаните од денеска се доведени во прашање, како што е јавниот превоз, се отвараат многу дилеми, многу прашања се поставуваат. Ќе има ли решение за локалната самоуправа? Чаре, што ќе правиме сега во оваа ситуација? Па ние знаеме дека имаше се направи едно ново мнозинство кое се уште не е валоризирано, бидејќи него добива мандатот од председателот на државата. И знаеме дека имаше анкети каде што поради тоа, бидејќи тоа беше како некоја постизборна измама, знаеме дека од друга страна не се спомна тоа прашање до сега. Многу не е сериозно за една држава, за политичките партии, да не се спомне, да се знае дека од денеска сите активности ќе прекинат, ќе не може ни една фактура да се подпише. Знаеме дека тоа се најчувствителни работи во градовите, односно во општеството. Да се собира смет, да се собира водовод, канализација, сите тие елементарни работи кои може да доведат и до инфекции, до епидемии, до сериозни последици по здравието и животот на луѓето, што е нешто најважно во општеството. Така што тоа не се спомна, сметам дека не се спомна, бидејќи ако се сеќавате пред кога ја прифати СДСМ платформата, тиранската платформа, после месец дена се прави анкети и излезе дека рейтингот на СДСМ кај македонските граѓани пада 3%, а на ВМРО-ДПМН е зголемен 3%. И сега јас не верувам дека овој резултат од 70, 60, 50 илјади, не знам колку албански граѓани гласале за СДСМ, бидејќи не може тоа точно да се определи, затоа што има мешани средини, како Чајет, например. Таму победило СДСМ, не знаеме колку, бидејќи се мешани со македонците, колку македонци, колку албанци гласале. И во некои други средини, меѓутоа мислам дека тешко ќе се повтори тој резултат, иако албанците тврдат дека сега уште полошо би било, уште по-масовно би гласале за СДСМ, во што јас не верувам. Од друга страна видовме ние во текот на овие неколку месеци дека почна полека да ретерираат СДСМ, па почна полека да ретерираат и албанските партии од некои сериозни прашања кои доведуваат во прашање унитарност на државата. И се сведе тоа на некоја програма која ја истакна СДСМ, меѓутоа не она платформа во која децидно се гледа дека ќе се направи федерализација на Македонија.
и од која СДСМ од неколку точки се огради во смисла не дека не сака да ги прифати, туку дека зависат од двотретинско мнозинство, односно од промена на уставот на Република Македонија, па поради тоа нема да ги менуваат. И поради тоа сметам дека тие не сакаат сега локални избори, затоа што со тоа ќе ги изгубат, сериозно ќе ги изгубат локалните избори, а во меѓувреме може да се поправи состојбата. Може, например, да формираат влада, може да направат некои така, притисоци. Токму така, дека има приоритет формирањето на нова влада пред распишувањето на локалните избори зависи, формирањето на влада зависи од шефот на државата. Без доделен мандат не може да се формира влада, иако за тоа ќе поразговараме подоцна околу формирањето на влада. И тоа не е баш сигурно. Но локалните избори зависат од председателот на собранието ги распишува. Може ли сега да се најде решение? Очекувате ли дека ќе се најде решение или ќе имаме блокирана локална самоуправа? Не, сега денеска гледаме ние дека ВМРО нема да учества на таа среда. Бидејќи јас сметам дека го видовме Никола Тодоров дека беше присуден на координацијата во петокот. Тоа била некоја брза координација за да се донесе брзо решение, да се размислува барем за денеска. Меѓутоа сметам дека таму не прифатиле, затоа што нели првиот рок што го нуди ВМРО на пресконференција гледаме е 2 јуни. Вториот е не знам 15 таму или 10 септември. Так. И третиот е во октомври 15 таму. Така што тие рокови ги нуди ВМРО најверојатно тие рокови не им одговараат ниту на албанците, ниту на опозицијата. Зошто не им одговараат? Опозицијата ќе сака да направи влада и барем малку да го поправи својот рейтинг. Бидејќи тие закони за тоа двојазичност и другите што се од платформата нема да бидат толку брзо, некои зависат навистина од двотретинско мнозинство. Така што СДСМ ќе има шанса да се покаже во други области, а албанските партии, како например ДУИ, не се сигурни и БЕСА, не се сигурни со кого ќе одат во коалиција, бидејќи знаеме дека тие во Тетово, ако не одат со некоја сериозна, односно многу јака македонска партија во коалиција, може да го изгубат Тетово, може да го изгубат Гостевар, може да го изгубат да речеме Липково и така натаму некои градови, Чаир може да го изгубат, бидејќи има многу гласачи македонци и тие гласат главно во тие средини за ВМРО. Тоа до сега им беше традиционален партнер на ДУИ и затоа ДУИ чека малку да легне состојбата за да може евентуално нешто да договори за локалните избори со традиционалните партнери, бидејќи СДСМ гледаме дека и тие гласачи што ги имаше посебно во тие средини, бидејќи таму се луѓето посебно револтирани од таа федерализација, ќе ги изгуби. Така што и ДУИ може поради тоа да го изгуби Тетово, после да изгуби сериозни градови, а за албанските политички партии се многу поважни локалните самоуправи. Гледаме дека луѓето остават пратенички места, како села например, за да стане градоначалник на Струга. Бидејќи тука се слеваат поголеми средства и од тоа обстојуваат партиите. На локално ниво тие и многу повеќе добиваат и вработувања, и позиции, нели има јавни предпријатија, има и други како да кажам, институции, например, главен архитект, па предлагаат началник на полициска станица, градоначалниците и така натаму, што им е многу важно да биде од нивни редови. Неколку пати во Тетово ДУИ ги губеше изборите и кога се вклучи тука ВМРО да помогне, затоа што нели два пати ги доби ДПА претходно, победите у тарифи, меѓутоа таа ништо не направи во Тетово и поради тоа може да се случи лесно да ги изгубат Тетово, а Тетово е најважен за тој дел, бидејќи како и најголем град, преку 100.000, дури и Чаир општината нема толку гласачи, односно жители. Така што поради тоа сметам дека тие не сакаат сега да се одржат локални избори, сакаат да најдат некој модус за одложување на изборите на пролет, што сушто го слушнавме и од градоначалникот на градоначалникот на Струмица, но лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој рече дека нема тука што да се размислува, дека изборите ќе бидат на пролет, во март месец, така рече. Наредната година. Да. За да се направат измени во изборниот законник е потребно двотретинско мнозинство, што значи дека без поддршка од ВМРО-ДПМНЕ во овој случај невозможно е да се направат измени на изборниот законник и невозможно е да се продолжи мандатот на градоначалниците. Од друга страна, Талат Џафери прашање е дали може да пресече со оглед на тоа што ВМРО-ДПМНЕ Талат Џафери вели дека е самопратеник и него признаваат за председател на собранието, бидејќи сметаат дека изборот на Џафери бил нелегитимен.
Што правиме сега во оваа Па не, ситуација? тоа е точно, меѓутоа Како ќе ги направи СДСМ и албанските партии ќе ги направат измените во изборниот законник без поддршка од ВМРО ДПМН Да. и зошто Заев со сигурност говори за можни термини за локални избори? Па вака сега они мислам дека бараат некое преодно решение. Не локални избори, туку преодно решение. Да најдат начин во, не знам дали во законот за изборите или во закон за локална самоуправа треба да проверам, пишува дека мандатот на градоначалниците може да трае до крајот на годината. Значи во таа година каде што кога им завршува. А ако трае до крајот на годината, нели ако се распишат во јануари, треба за редовни избори, а тие ќе бидат редовни, 90 дена таман март. И затоа кажува Заев дека во март ќе. Значи до крајот на годината да донесат одлука, ама таа одлука сепак собранието треба да ја донесе. И тоа редовни избори да има во март до година. И за таа одлука е потребно двотретинско мнозинство? Па за сите одлуки, бидејќи сите одлуки што се однесуваат на изборниот законник се носат со двотретинско мнозинство. Сега ВМРО ДПМН исто така го слушнавме, рече дека нема да одат да бараат да оценуваат по секоја цена да одат на тоа дека мора локални и парламентарни заедно, туку ќе се сложат во интерес на граѓаните што е можно побрзо, кога сакаат другите партии, што е можно побрзо да се одржат изборите, а најкасно до есен. Бидејќи нели треба и да се подготват, треба нели роковник се носи, ДИК носи роковник, кој има рокови кои траат најмалку 60 дена, односно 45 дена во зависност од тоа какви се изборите. Значи, сега веќе јуни би било многу кнап, 2 јуни, меѓутоа еве септември или октомври е реален датум и затоа они рекоа дека ќе прифатат све и поради тоа што е потребно двотретинско мнозинство, затоа и ги викна и ВМРО ДПМН на координацијата. Ако не беше така, немаше да ги викна. Меѓутоа, веројатно, таму им кажале дека изборите ќе бидат до година и да во таа смисла да траат, да бараат насока и ВМРО ДПМН не се согласило. Бидејќи како и да е, ви не само што им го продолжувате мандатот, туку се до тоа им оставате одрешени раце на луѓе кои се нелегитимно на тие места, бидејќи им поминал мандатот. Иако нели е предвидена таа можност, меѓутоа не е разрешена добро, не е добро образложена. Така што сметам дека поради тоа се наљутиле во ВМРО ДПМН и повеќе не сакаат да преговараат за тие опции, бидејќи гледаат дека нешто сакаат да постигнат нечесно со само албанските партии и поради тоа се повлекуваат од преговорите и ги оставаат нив да бараат сами решени. Така. За функционирањето на собранието во вакви околности продолжуваме со разговорот веднаш по кратката пауза. Почитувани, останете тука. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Назад во Кворум на Радио Слободна Македонија, Даштевски, зборувавме за за локалните избори, за измените во изборниот законник, за блокирањето на општините и на општинските совети. За ВМРО ДПМН Џафери е нелегитимен претседател и токму поради тоа тие денеска нема да учествуваат на координацијата кај Талат Џафери во собранието. Од друга страна, за да се направат измени во изборниот законник, споминавме дека е потребно двотретинско мнозинство. Но исто така од Талат Џафери, освен што зависи распишувањето на локалните избори, во оваа ситуација зависи и закажувањето на продолжението на конститутивната седница. Како очекувате сега да се одвиваат работите во собранието, како ќе делуваат ВМРО ДПМН, како СДСМ, како албанските партии, каква слика ќе гледаме во наредниот период? Па јас можам само да предпоставам. Се извинувам тука, особено после оние случувања на 27 април. Да, после тие случувања видовме дека беше направено едно политичко насилство кое предизвикано или физичко насилство, затоа што на сила беше избран претседателот на собранието Талат Џафери. Надвор од сите процедури, надвор од деловникот на собранието, од уставот и од законот за собранието. Значи сите постапки, сите членови беа прекршени и според мене тоа е нелегитимно, не е законско решение и едно време се створи еден вакуум, не се знаеше што да се прави, така што пред 10 дена ја предложив, мислам дека тоа го размислували други правници,
да се реши ситуацијата уставно и законски, односно се поднесе барање за преиспитување на таа одлука од страна на Уставниот суд, дали е уставна или не. Бидејќи и многу јасно е дека не е уставна, според тоа што е, да не повторуваме што се е прекршено, бидејќи знаеме дека во деловникот тие работи се регулирани и дека како прво ќе спомнам, нели, седницата почнува во 11, а завршува во 6 според деловникот на собранието, односно во 18 часот, а ова беше во 18:30, значи автоматски прекршено и тоа. Сите можни членови во деловникот и дел од членовите во уставот, тоа всушност во уставот е пропишано за кога почнува седницата и самата конститутивна седница е третирана во уставот, што значи дека и е дадена тежина. Значи сега веќе е поднесена таа уставна иницијатива за која ја зборував 10 дена и очекуваме Уставниот суд да одлучува. Сметам дека би требало Уставниот суд, јас не дека се мешам во нивната работа, меѓутоа ова е итно прашање. Веќе имаше една одговор, каква одлука очекувате од Уставниот суд? И дали очекувате скоро да се прашањето распредува? е итно и не би требало Уставниот суд да го одложува како ова прашање со СЈО. За СЈО е јасно дека е противуставно, дека 4 партии го направија и дека е производ на политички договор. Да, производ на политички договор и затоа се Уставниот суд сметам дека не се произнесе бидејќи смета дека и така ќе му заврши мандатот, еве за месец и пол ќе му заврши мандатот на СЈО. Меѓутоа другите работи ги одлучуваше редовно, уредно и ажурно, значи брзо. Значи сметам дека треба да донесе брза одлука и тука нема дилема дека се работи за противуставна одлука. Така што тоа дополнително го доведува во прашање работењето на собранието, односно изборот на председателот на собранието. Ако Уставниот суд одлучи така, не верувам дека може некој уставен судија да одлучи на друг начин, бидејќи тие работат според уставот и деловникот, односно на маса ќе им бидат тие документи. И тие документи се прекршени во 20 на члена, значи во многу членови. И поради тоа сметам дека одлуката ќе биде дека одлуката за избор на Талат Джафери за председател на собрание е противзаконска, односно противуставна и спротивна на деловникот на собранието и поради тоа ќе мора да продолжи онаа седница што беше прекината, бидејќи само таа седница се смета за уставна, односно законска, затоа што беше водена во согласно со уставот и деловникот. И тука треба да се избере таа комисија која ја договорија заедно. Ја не знам зошто толку и се брза на меѓународната заедница. Они тргна од фактот дека нели обезбедено е мнозинство во собранието и дека не треба да се дискутира, меѓутоа не е така. Ние знаеме дека секој има право да зборува и тоа е основно човеково право на секој човек, камоли пратеник. Пратеникот затоа е изборен да ги застапува ставовите на мнозинството, односно на народот кој гласал за него, на луѓето што гласале за него, и тој е должен да ги обезбеди сите работи кои ги ветил пред изборите и да обезбеди да функционира државата нормално. И сосема легитимно тие можеби тие ја пролонгирале седницата, но имаат право на тоа. Се додека имаат право, никој не може да го ускрати тоа право. Затоа што таа седница и така ќе завршише некаде во можеби до јуни, можеби во октомври, бидејќи нели имаме пауза во август месец. Така што секако ќе завршиш и тогаш ќе се људеше ВМРО да помане, затоа што завршила се, нема веќе кај да се оди, и рекоа. Ние толку можеме со 50 пратеник, а останатото народот нека прави што ќе прави, бидејќи толку можеме, затоа што нели причината е тиранската платформа. И тиранската платформа беше прашувано зошто, како да се објасни, меѓутоа никој не сакаше да ја објасни, освен што два пати ја прочитаа пратениците на ДУИ, два пати ја прочитаа дел од пратениците на БЕСА во собрание, на говорница од собранието, меѓутоа од друга страна не се објаснува таа. Вика дали постои, ќе ја прочитаме, ќе ја прочитаат и не се објаснува. Зошто не се објаснува? Затоа што не го гарантира унитарноста, не ја гарантира на државата, суверенитетот и интегритетот на Република Македонија, односно се бара нели кантонизација, она што се збореше во Швајцарија, дека секој село може да биде кантон, зошто да не, и така да функционира уште подобро од колку што функционира, што во македонски услови е неизводливо и затоа и не го објаснуваат тие. После почна да зборуваат од само дека не ги прифатиле тие работи, дека почна да зборуваат дека нели
како ВМРО прифатил да не се гонат хашките случаи, па зашто СДСМ да не прифати делови од платформата, што не може никако да се изjednači едно со друго, бидејќи хашките случаи може да се процесираат во било кое време, затоа што тоа се дела кои не застаруваат. Тоа се дела против човештвото и меѓународно право, не застарува, може било кој граѓанин да покрене постапка, а ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ тогаш направиле политички договор. Меѓутоа, тоа се случаи кои не застаруваат. Така што не може да се според со овие случаи, зашто ако се направи федерализација, ние знаеме се што се даде со Охридскиот договор, со Законот за локална самоуправа и со други акти, не се врати назад ништо во првобитен состав. Тука е изборот исто што е многу важно прашање и од сето на како ќе функционира во државата, па и парламентот е формирањето на нова влада. Се чека Талат Џафери најави дека ќе чека прво заев да го добие мандатот од председателот Иванов, па потоа да го закаже продолжувањето на конститутивната седница, иако работите од ден во ден се менуваат, па не може и многу да се предвидува што и како ќе се случува. Заев можно е секој ден да оди кај председателот Иванов да побара средба и како што вели да го увери дека ќе се зачува унитарноста на оваа држава се со цел да го добие мандатот. Што очекувате, каков потек очекувате од шефот на државата? Сега дали очекувате дека ќе му го дека Заев ќе го увери и дека ќе му го додели мандатот, или пак очекувате формирање на влада и без мандатот председателот Иванов? Па јас прво би објаснил дека нели многу се брзаше да се избере Талат Џафери, а сега 2 недели се чека така релаксирано, комотно и не се закажува седница. Сметам дека оваа комисија за избори и именување е многу важна комисија и дека без неа не може да работи ни собранието, ниту пак владата може да работи. Бидејќи таа треба да ги избере другите комисии за здравство, за образование, за надворешни работи, за внатрешни работи и така натаму. Значи, сите закони, реформски закони, што треба да се предложат до собранието, треба да поминат низ тие комисии. Па нели имаме прво читање, второ читање, па пленарна седница и за тоа тие комисии мора да ги верифицираат тие закони, односно да видат дали се во ред или не се во ред и можеби нешто и ќе сменат, нели? Затоа се тие пленарни смени, тие дискутираат и секоја партија предлага измени и дополнувања ако има и ако се прифатат. Ако е во мнозинство, знаеме дека многу работи можат и да се прифатат. И сега не ми е јасно како не се бира тие комисии, односно прво комисијата за избори и именување, која после би си работела, бидејќи веќе се договорија партиите сите заедно, вклучително и ВМРО ДПМНЕ, како да биде составена таа комисија и после ќе ги избере другите комисии. Се знае, дел од партиите добиваат едни, дел од партиите други и тие комисии почнуваат да работат, без нив не функционира собранието. И сега одеднаш гледаме 15 дена се чека, не се бира таа комисија. Дали таа не се бира поради тоа што повторно ќе почнат дискусиите како што беа пред да се избере насилно, нели, против уставно председателот на собранието, или пак ќе почнат да речеме многу им е битно прво изборот на владата да биде, па после све друго, затоа што не се сигурни дали воопшто и ќе се избере влада. Сега јас не знам, сега не сум сигурен дали би им го дал мандатот или не би им го дал, затоа што нели некои работи меѓувреме се променија, значи сега тие некоја платформа предлагаат таму. Меѓутоа, во секој случај нема да дојде до на подпишување на гаранции дека ќе остане Македонија унитарна, суверена и како да кажам, интегрална држава, затоа што имаат, да речеме, обврска да спроведат некои, нели прво требаше да се спроведе оне законот, тоа беше услов за коалиција да се донесе законот за двојазичност на територија на цела Република Македонија, па кога видува дека тешко оди, се повлекува тоа, значи тој закон после ќе се донесува. Така што мислам дека има шанси да им го даде мандатот, но има шанси поголеми да не им го даде мандатот председателот на државата. Сега тие тврдат дека и да не им го даде, тие ќе формираат влада, тука ќе се создаде, како да кажам, двојна држава. И веќе имаме техничка влада, а во уставот во членот 84 пишува дека мандатот на го дава председателот на државата, што значи дека без мандат не може да се формира влада. И тоа е, дури има и одлука на Уставен суд од 1992 година, која 3 пати го давал Киро Глигоров мандатот на кого сакал,
еднаш го дал на ВМРО, па го вратиле, па го дал 2 пати на СДСМ и во таа ситуација сега исто важи. Значи веќе имаме таква усталена пракса, толкуване уставот со одлука на Уставен суд, каде што мандатот го дава председателот на собранието на кого сака и сега он може да не им го даде. Ако не им го даде, формирањето на влада исто така ќе биде противуставно. И сега овие министри што се во фотелите како ќе ги избркаат? По насилен пат. Значи пак мора да се договорат. Што ќе прават? Значи треба да се договорат да го земат мандатот, а со тоа мислам дека е најдобро да ги дадат тие гаранции, бидејќи беше што беше. Значи се види дека не е добро тоа ни за едните ни за другите граѓани. Ја верувам дека обичните албанци во Република Македонија што си гледаат бизнис, што си работат по државни или приватни фирми, апсолутно не им е толку важно тоа како деталите ќе се одиграат и поради тоа треба сега малку да се спушти топката и да се потпише гаранција дека некои работи ќе се одложат, што се однесуваат на унитарноста и на тие други работи. Нели зошто е потребен нов закон за двојазичност? Кога не знаеме дека ДУИ и ВМРО донесоа закон за јазици во 2008 година, значи сега може да се направат измени и дополнувања. Меѓутоа тие бараат нов, веројатно сакаат да сменат се. И тука е проблемот што некои работи конспиративно се прават, значи во затворени кругови се договара нешто, не се кажува што не е добро. Затоа и постои тоа собрание и затоа учествуваат сите партии, за да ги знаат сите работи, да видат дали се слагаат, дали не и што е најдобро за граѓаните. И граѓаните преку тоа, затоа сите седници на собрание се јавни, да оценат дали е тоа добро или не и така после се одлучуваат за кого ќе гласаат. Така што сметам дека постои можност, доколку Заев не обезбеди такви гаранции какви што ги бара председателот на државата, сега гледаме дека тој апсолутно се држи и до она правна пречка. Дека во рок од 10 дена, а сега се поминати неколку месеци. Значи тоа би било само нови предвремени парламентарни избори, затоа што они ги пречекорија сите рокови што постојат. Значи ги пречекорија, нели го дава мандатот во рок од 10 дена, а треба да му го вратат во рок од 20 дена. Значи тоа е пречекорено во неколку месеци, така што сега и таа правна може ли председателот на државата да се повикува на роковите? Па може, како да не, затоа и дали може да очекуваме дека ќе се повикува во оваа ситуација? Веќе се повикува, вика дека има и правна и политичка пречка. И сега треба, ако веќе ја отклонат политичката пречка, да се договорат како ќе отклонат правната пречка, бидејќи има обезбедено мнозинство во собранието. И тоа мнозинство важи за изгласување на влада. Гледаме дека Беса упорно тврди дека нема да учествува во владата, меѓутоа ќе ги даде гласовите за избор на влада. Затоа што фактички сака да им помогне да се избере таа влада, бидејќи таа нели е врзана со платформата. Сега ако делови од платформата отпаднат, не знам па Беса како ќе се однесува, макар што јас мислам дека Беса не сака да учествува во владата затоа што се надева на поголем успех на локалните избори кои се многу поважни, прв пат учествува Беса и многу е важно да земе неколку поголеми општини врз основа на кои ќе може да ја издигне партијата на повисоко ниво. Бидејќи знаеме дека верувате дека ќе успее Беса да им земе на интегративците некои од општините со кои досега владееше Демократската унија за интеграција? Па јас како што реков, значи се е тоа поврзано. Не може да се гледа изолирано. Зависи Беса со кого ќе се договара. Затоа што во Арачиново, бидејќи нели гласаат по 840 колку македонци има во домот, како се викаше Заре Марковски, и таму другите се албанци, не знам, над 10.000, 14.000. Тука може Беса да освои. Меѓутоа во Тетово, во Чаир, во средини каде што се 30, 40, па и 50% македонци, не може ништо никој да освои ако не се договори со една од македонските партии, а тоа пред се, како што е искуството до сега, е ВМРО-ДПМН, бидејќи во тие средини повеќе народ гласа за ВМРО-ДПМН. Така што сметам дека Беса може, зашто да не као легитимна партија може да преговара и со ВМРО-ДПМН и во тој случај може да им одземе дел од гласачкото тело на кое припаѓа на ВМРО-ДПМН во вториот круг. Ако не освојат овие. Сега, од друга страна, затоа и ДУИ игра така дипломатски, не сака да ги наруши односите со
ВМРО ДПМН целосно, дури и Али Ахмети два пати изјави дека проблемот не може да се реши без учество на ВМРО ДПМН, што е очигледно дека не може, затоа што еве како се одвиваат работите после 5-6 месеци немаме никакви резултати. И затоа тие ќе тактизираат, а како што реков, успехот на локалните ќе зависи од тоа со кои македонски партии ќе се врзат. Ако не се врзат, тогаш сами меѓу себе можеби и ќе изгубат некоја општина. Може да се случи например во Чаир, ако албанските партии не се договорат и ги поделат гласовите, може да победи ВМРО ДПМН. Математиката за локалните засега останува равенка со неколку непознати, ќе видиме, ќе за покаже. локалните е многу тешко да се процени, бидејќи ние не знаеме точно колку жители таму на локалните не се бројат по тоа по етничко припадност, туку по глас, колку гласачи има. Така што ќе видиме како ќе се одвијаат работите, овие што се занимаваат со тоа добро си ги знаат кои се. Сега уште една актуелна тема, го споминавте специјалното јавно обвинителство и мандатот дека завршува за месец и пол. Од друга страна, Катица Јанева се надева дека пратениците ќе го продолжат мандатот, односно ќе го продолжат мандатот и нејзиниот мандат и мандатот на тимот обвинители кои ги избра. Може ли да очекуваме дека ќе се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство или пак доколку СДСМ формира влада со албанските партии, обвинителите и Катица Јанева ќе може да ги видиме во републичкото јавно обвинителство, па дури и Катица Јанева како заменик на Зврлевски? Ваши очекувања? Па јас сметам дека нема шанса да се продолжи мандатот. Тоа е изберено до тогаш и ќе остане до тогаш. Она што најавуваат, меѓутоа тоа мислам дека веќе сите судови заземаа став дека не може да се процесуираат разговори кои не се стекнати на законски начин, легален начин, со ПИМ мерки и со преслушкување легално од страна на ДБК, дека нема да се процесуира, тоа веќе има став и не може да се менува, затоа што тој став е донесен уште пред да се формира специјалното јавно обвинителство, кој ги одбија оние кривични тужби што ги поднесе СДСМ, затоа што наводно би тие биле преслушкувани и така натаму. И потоа уште една одлука се донесе таква за пратениците на ВМРО ДПМН, зашто и тие поднесоа дека биле нелегално преслушкувани. Значи тие не може да се процесуират, меѓутоа очекувам дека нема да се продолжи мандатот на СЈО, бидејќи тој завршува на 30 јуни. По мене и тоа е спорно, бидејќи тој се формираше, специјалното јавно обвинителство се формираше во септември. Значи 30 јуни е околу 2 години веќе, од септември до јуни. Значи тие не обезбедиле доволно докази за скоро 2 години, а камоли да обезбедат во продолжувањето. И нема потреба да се продолжи, бидејќи и така е противуставно, се чека да му заврши мандатот. Гледаме дека неговото постапување е комплетно дилетанско и повеќе личи на циркус отколку на обвинителство со пресудите што ги вие гледате дека и ден денеска немаме прес ни на ОЈО, ни на обвинителство за гонење специјален криминал, ниту на било кое друго обвинителство. А ова, доколку формира СДСМ влада, сметам дека дел од обвинителите за кои смета дека може да му помогнат, ќе ги премести во или во основно јавно или во републичко јавно. На Зврлевски. Вчера баш гледавме дека наводно на местото на во емисијата во центар, нели? На местото на Зврлевски ќе била Фатиме Фетај. Останува да видиме. Реклами и се враќаме со завршни коментари од денешната емисија. Останете тука. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Назад во Кворум на Радио Слободна Македонија, господине Даштевски, овој разговор го заокружуваме со иницијативата за заедничка Македонија. Повеќе од 70 дена се протестираше на улиците не само во главниот град во Скопје, туку и во останатите градови на државата. Барањата се јасни: одржување на предвремени парламентарни избори, отфрлање на тиранската платформа. Особено ескалираше ситуацијата на 27 април по изборот на Џафери за собраниски спикер од страна на СДСМ и албанските партии. Какви следни чекори очекувате од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија? Најавуваат дека можеби ќе има некакви промени во нивното делување. Што очекувате? Завршни зборови во денешната емисија. Значи тоа Сдружение за заедничка Македонија, тоа всушност беше народ.
и во почетокот и во моментот кога дојде Хан во Македонија, иако тој се исмеваше со тоа зложение, бидејќи го знаеше сценарието кој е планирано како да се изгласа председател на собрание, не можеме да порекнеме дека тоа зложение всушност го представува народот и дека тука имаше луѓе од сите партии, од неутрални гласачи, постари луѓе, помлади, од секоја категорија на луѓе, кои на некој начин излегува толку масовно што досега не се случило во историјата на Македонија, исплашени од тоа што ќе се случува со државата и долго време излегува, но беа подценети од опозицијата, што е многу лош знак. Тоа не би било добро, дури не е добро ни за другите партии, ни за албанските партии и сите други. ВМРО ДПМН им даде подршка и сметам дека најмногу членови и симпатизери на ВМРО излегуваа директно на митинзите на своја рака, нели, бидејќи не беше никаква одлука од партијата донесена и поради тоа се подигна и таа масовност, но сметам дека требаше барем да се разговара со нив. Барем така се прави во сите држави во светот и така се правило кај нас и на многу помали и понезначени протести од овие. Да речеме, не би кажала втори протести може да се студентските за нели педагошката академија и тогаш нели ги прими сите можни релевантни фактори во државата ги прими. Од во парламентот збореше Филип Петровски, па после го прими Киро Глигоров, председателот на државата, па го прими владиката тогаш кој беше, значи на Македонската православна црква и така натаму, сите ги прими да видат што бараат они и на некој начин делумно се удоволи на нивните закони, иако таа академија беше формирана, сега гледаме дека тоа морало така да се направи, бидејќи нели ќе немаат учење на мајчин јазик, ако немаат педагози, но сега па се бара и многу повеќе, неспоредливо повеќе, така што сметам дека не требаше да бидат подценети и сега не е доцна, ако може да ги примат шарените кои протестираат за пари насилно и во многу помал број, зошто не би ги примиле овие кои протестираат бесплатно, барем поголемиот дел, значи од тие 200.000 сигурно 199.900 протестираат бесплатно. И фактички за да ги слушнат нивните ставови, од друга страна гледаме и самите ние како граѓани на Република Македонија дека нивните ставови се исправни. Значи ние изгубивме 5-6 месеци од изборите, се уште немаме влада, за тие 5-6 месеци до сега веќе ќе може да бидат спроведени или ќе се беа во тек предвремените парламентарни избори, бидејќи не треба 6 месеци. Па треба уште месец дена за да веќе се закажат и спроведат тие избори, да се формира и поентата е што е самостално се повикува на тоа дека ќе бил ист резултатот. Воопшто овде не се работи за резултатот. Овде се работи за тоа дека е направена постизборна измама. Дека тиранската платформа е ставена на маса по изборите, а народот не знаел за тоа. И народот сака да гласа за тоа или да не гласа за тоа. Па ако остане ист резултатот или дури ако биде подобар резултатот за СДСМ, тогаш е во ред. И нека се прави собрание, нека се прави федерализација, се нека се прави, меѓутоа народот треба да се произнесе за тоа. Значи не може така на брзина. Така, господине Даштевски, при крај сме само кратко и вие сте поддржувач на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Продолжуваат протестите или ќе има нов начин на делување? Па по она што го видовме сега за викенд, сметам дека ќе има нов начин на делување, или тие дискутираат цел ден во сабота да направат нова граѓанска влада од познати интелектуалци, познати научници, професори и така натаму. Така што сметам дека на тој начин ќе продолжи соdeјствување, а дека ќе има протести само тогаш кога ќе биде потребно. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Вам, почитувани слушатели, тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција, во исто време, со нови гости и нови теми за разговор. Денеска е 15 мај 2017 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој во продукција на Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Дине Вучков и Далибор Зафировски. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум,
Политички магазин на радио Слободна Македонија.